Почитувани слушатели, добар ден. Вие се наоѓате на фреквенцијата на ЕСИ радио и моментално ја следите емисијата Светло око, емисија наменета за лицата со оштетен вид. Моето име е Стефани и навистина ми е драго што денеска повторно снимаме емисија. Особено ми е драго што денеска имаме еден интересен гостин, навистина млад човек. Со мене ќе се дружи денеска Стефан Мелник. Тој е млад шахист кој што го освојува високото 9-то место на светското првенство во шах. Стефан, навистина ми е драго што денеска си мој гостин и што денеска ќе имаме прилика да разговараме. И мене ми е драго што присуствувам. Навистина ми е драго што денеска ќе разговараме со тебе и навистина сакам да ти честитам за високиот пласман и се надевам дека во 2025 може би ќе имаме повторно шанса да разговараме за некој твој уште поголем успех во шахот. Благодарам. Кажете ми сега за почеток, што е тоа што ви инспирираше да учествувате на светското првенство во шах и на кој начин течеа подготовките? Па тоа што ме инспирира е што сакав на повисоко ниво да се надпреварувам и да си ги тестирам моите вештини и сметам дека во Македонија само на национално ниво не се доволно силни играчите, па сакав да имам навистина голем предизвик. Браво! Ако се некој ја пропушти најавата за тоа кој е Стефан Мелник, односно мојот гостин, јас повторно сакам да кажам дека го освојуваш високото 9-то место на светското првенство во шах во Црна Гора. Кажи ми со какви предизвици се соочуваше додека се надпреваруваше и во самите подготовки, како и во текот на целиот надпревар? Па во однос на самите подготовки имаше проблеми со тоа што многу од играчите не можеше да се најде што играат и како играат, кој отварање ги играат, па имав проблеми во однос на припрема за противниците, во тој смисол, а во однос на играњето се разбира имав многу тешки противници кои треба да се борам долго време за да ги победам. Светско првенство на ИТКА ги собира најдобрите играчи од целиот свет. Токму ти се наоѓаш таму на тоа едно емитентно надпреварување. Кажи ми дали паметниш некој интересен момент што би сакал да го споделиш, нешто што би ти останало за навек во сеќавање и што е тоа и зошто? Па јас би рекол мојата партија во второто коло против еден од, мислам дека беше 4-то место, на крајот Фернандес Лаго Давид од Шпанија, кој што беше долга партија, научив многу работи во текот на таа партија, ја изгубив, ама како што викаат неуспех е најдобар учител. Се учи од грешки. Токму така, Стефан, вие сте доста млад, а веќе знаете на кој начин да си ги најдете грешките и вашите и да учите од вашите противници. Сите знаеме дека шахот бара огромна концентрација, тоа е многу логична игра и многу треба стратешко размислување. Бара навистина стратешко размислување. Како ја одржувате вашата фокусираност во делот на тоа дека се надпреварувате под висок притисок, особено на едно вакво првенство како што е светското првенство? Па најпрвен се обидам да не размислувам за колку се јаки моите противници, најбитно ми е да ги играм најдобрите потези, кои што најдобрите потези да ги играм, и да не се замарам за што се случило претходниот ден, дали сум изгубил, дали сум ремизирал, дали сум победил, туку партијата пред мене треба да ја играм со највисок квалитет на потези и исто така значително беше што не треба да одиш гладен на партија, треба убаво да си наеден за да можеш да се фокусираш на шахот, а не на други, како да кажам, природни потреби на човекот.
Јасно, да. Сите знаеме дека шахот не е само игра, шахот е и заедница. Какво е вашето искуство со заедницата на ИПСА и како таа влијаеше во односот на вашето патување како играч? Имаше таму доста играчи кои што се запознав со нив и може се рече се дружев. Се разбира најмногу со играчите од Македонија. Добро е за да бидејќи чувствуваш поддршка од други играчи, најмногу од својата држава. Во ред, Стефан, кажи ми колку учесници бевте од Македонија, дали имавте поддршка од Македонија? Во однос на поддршката, имавме доста поддршка, бевме 4 учесници. Јас, Жарко Селковски, Зоран Костадиновски и Филип Арсов. Меѓу себе си дававме поддршка, имавме поддршка од Федерацијата, Шаховската Федерација на Македонија и Сојузот на слепи, да. Правото знаеме што да даваат поддршка и што те ве потикнуваат да можете да се натпреварувате на едни такви надпревари. Досега зборувавме за вашето минато, односно за некои минати успеси и слично. Кажете ми, кои се вашите идни планови? Што би можеле да очекуваме од Стефан во блиска иднина? Еве, например, задутре играм Скопје Open, што се одржува тука во Скопје, на Б турнирот. Потоа, од 2025 најверојатно ќе играм на Олимпијада за слепи и слабовидни во јунито и понатака ќе видиме дали ќе можеме да присуствуваме на Европско првенство слепи и слабовидни, повторно на светското првенство следна година. Стефан, ти посакувам многу среќа на Олимпијада и се надевам дека во 2025 повторно ќе имаме чест да бидеш наш гостин и да ни се вратиш со некој медал. Сакам уште еднаш да ти се заблагодарам што денеска одвои време, што ја прифати поканата и што се одважи да разговараш за твоите успеси како еден млад, надежен шахист кој што ја представува Македонија, но и себе, но исто така и лицата со оштетен вид, каде што всушност и вие сте вклучени во самата таа заедница и каде што всушност докажувате дека и вие, како и лицата без оштетен вид, можат да размислуваат, можат стратешки да играат и навистина сум горда на тоа што денес ми го раскажавте, на тоа што во годините и наназад што сте го стекнали, што сте успеали сите оние успеси да ги имате зад вас. Ви благодарам уште еднаш. Надевам дека ќе се слушаме и во блиска иднина. Јас вас ви благодарам што ми дадовте прилика да присуствувам како гостин на ЕС Радио. Честа беше наша, Стефан. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте и денеска дел од оваа емисија. Се надевам дека уживавте додека го слушавте Стефан и додека сето она го раскажуваше за сето она што всушност го доживеал како шахист. Надам дека ќе останете на фреквенцијата на ЕС и ќе следите Светло око. До слушање.